Сага за македонските воени пилоти. Ја представуваме и пред вас, почитувани, затоа што поголемиот број личности опишани по ова дело потекнува токму од овој крај. Во книгата се пренесени возбудливи сцени од пилотскиот живот на оние што го доживеале тоа. Еден од нив е подполковник Трахан Паховски. Почитувани автори на делото, почитувани учесници, официални представници на локалните и државните авторитети и гости на провинцијата. Во наредните неколку минути, чест и задоволство ми е како најмлад прикладник опишан по делото на авторите, пред овој аудиториум да говорам следните теми. Како прво би се задржал на общите напомени за професијата пилот, посебно за професијата воен пилот. Ученикот, кандидатот за пилот да се научи да лета во услови со воздушниот простор како работна средина и воздухопловот како работно место не е едноставна работа. Затоа што летањето представува една од најсложените дејности за стекнување и одржување на вештини и навики. Летањето се одвива во услови кои не се природни за човекот, односно при промена на притисок, висина, температура, оптеретување, вибрации, експлоатација на сложени современи системи, координација на последните физичките способности. Сето ова го отежнува и целокупниот процес на основна или напредна обука на воените пилоти и ваквата обука е една од најопасната, најсложената и најскапната форма на едукација. Чистакам еден цитат од поранешен министер за одбрана на Република Македонија. Да се биде пилот е голема чест. Човекот мора да биде храбар за оваа професија. Ние сме многу горди на нашите пилоти кои се дел од армијата на Република Македонија. Голем е предизвикот да се стане воен пилот кој секогаш е подготвен да го брани територијалниот интегритет на својата татковина, но и да биде од помош за своите сограѓани секогаш и секаде. Селекцијата и распоредувањето на пилотскиот кадар е од суштинско значење, за да се изврши мисијата на една воздухопловна единица. Во овие процеси од особено значење се ценат интелигенцијата, неговото мислење и капацитет за учење, ориентација во простор, координација, способност за наблюдување, визуелно помнење и забележување разлики, позитивни ставови и интереси, способност за сработка со другите, мотивираност, агресивност и упорност, психомоторни способности и времена реакција и емоционална стабилност. Во поголемите воздухопловства, од 3500 кандидати како пример, во првата фаза останува само 350 кандидати во втората фаза, а процесот допълнително се намалува во натамошните фази од обуката. Статистиката во Република Македонија вели дека на крај селектирани и обучени пилоти останува само 2 до 3% од пријавените кандидати. Учени пилоти кои се манифестира промените од типот треперење на гласот, зголемена расијаност, црвено ледовидело на лицето, поизразното потење, тресење на раците или нозете, неправилно дишење и груба работа со командите да воздухопловат, значи дека тоа е под влијание на емоции. Во вакви услови, потребно е да се процени степенот на влијание на овие емоции во плантамошната поставка при селекција на воздухопловниот кадар. Преминувам на неколку значајни хронолошки моменти од развојот на военото воздухопловство со настаните од моите почетоци во воздухопловството. Во јануари 1992 година војската на Југославија се пролегува од Македонија. Со себе носи буквално се од храна и лекови, се до главна опрема за вооружување, вклучувајќи ги средствата на военото воздухопловство и противвоздушната одбрана. Формирањето на ВВП започна на 28 февруари 1992 година во домот на ЈНА на лична иницијатива на полковникот подоцна бригаден генерал Милјан Мановев, а во непосредна соработка со првиот министер за одбрана на Република Македонија доктор Фран Гоцевски. Во април 1992 година, на моја 16-годишна возраст, за прв пат се појавам во аероклубот Доне Божинов во Народната техника во Куманово со цел да се пријавам на обуката за пилот. Истата година на 10 април доаѓа конституирање на ВВ на Република Македонија со одлука на првиот претседател на Република Македонија. По планот на летење на 10 јуни 1992 година полета првата македонска посила со авион и во чест на тој историски ден 10 јуни традиционално се слави како ден на македонското војно воздухопловство.
Во текот на 1994 година Република Македонија беше под ембарго на Обединетите нации за набавка на војна техника и оружје, но единиците на војното воздухопловство го добија првиот хеликоптер типот Ми-17. На почетокот на 1996 година од Чешка пристигла школска од кренажите акробатска авиона типот Злин. А моето прво учество на аеродром типот Македонија се случува во јули истата година 1996, првото на преборување во летање во август 1997 година. Првиот детски хеликоптер Ми-17 го реализира во септември 1997 година, така да хеликоптерите од секој беа мој предсвик и моја желба и остана така. Учествува во школата за професионални пилоти регистрирана од аеродром во Долни Божино во ноември 1997 година. Ова беше прва генерација на учесници во школа за професионални пилоти во Македонија. Во текот на 2000 година учествува во состав на државната репрезентација на Македонија на Европското првенство во летање во Словачка. Наредната 2001 година беше тешка година за државата, органите на државната власт, а војна за воздухопловството поради настаните во безбедносниот сектор. Во војното воздухопловство беше реализирано опремување со транспортни борбени хеликоптери од типот Ми-8 и Ми-24 и јурични борбени авиони типот Сухој. Истовремено ракетните системи од типовите Игла и Стрела ја зајакнаа противвоздушна одбрана на Македонија. Истата година учествува на селекција со поголема група млади пилоти, во тоа време слушатели на Војната академија во Скопје. Почитувани, како последна тема од моето излагање, ми се задржам накратко на моето засегашно искуство. Од војно образование имам завршено стручно способување и усовршување за офицери при Војната академија во Скопје насека авиација и специализација во текот на 2015-16 година во воздухопловна помощна штабната академија во САД. Од 2002 година до денес примаѓам на војните воздухопловни сили на Република Македонија. Моментално сум подполковник, пилот на хеликоптер Ми-8 и Ми-17, наставник инструктор во прва категорија, може да кажам богат најголем дел и благодарение на сега присутниот полковник Јуре Колевски, војен наставник и поранешен командант на авиација. Заврши безброј курсеви и семинари, учествува на повеќе мултинационални вежби во Република Македонија и во странство, по например Германија, Шведска, Романија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Унгарија, Бугарија, Црна Гора, Албанија, Финска, Украина, Словенија, Полска, САД и така натаму. По страна на поранешниот генерален секретар на НАТО, односно висок представник на ЕУ доктор Хагер Сулана, одликуван сум со 2 сертификати за учество во мисиите при Европската унија операција Алтија во Босна и Херцеговина. Почитување на крај сакам да истакнам голема благодарност до авторите за овој прекрасно дело. Голем поздрав и благодарност за присуството на моето семејство, родителите и роднините, како и на моите наставници, колеги и присутните пријатели и гости. Ви благодарам.